Председателе, почитувана македонска јавност, почитувани граѓани, веќе втор ден дискутираме тука за партиски избор на уставни судии. Јас за волја на вистината пред недела дена од мојот дом гледајќи телевизија гледам вондерна пресконференција на премиерот Димитар Ковачевски или таченаторот како што сакаат да го милуваат ботовите на Твитер заедницата кој што треба да го билда од неговиот рейтинг. И си викам, ајде да видам што е тоа, гледам ваква мерка, таква мерка, и го повика собранието итно уште понеделник да ги изгласа предлог мерките кои што треба да им го подобрат животот на граѓаните, оние мерки кои што ни треба днес како држава за да се справиме со енергетската криза и со економската криза. И доаѓам на работа тука, наместо да дискутираме за проблемите на граѓаните, наместо да дискутираме како да го олесниме животниот стандард на граѓаните од ценовниот шок со кој што се погодени од оваа енергетска криза и економска криза, ние тука имаме избор на партиски уставни суди кои што треба да го бранат од поглавар на мафијата во Македонија, Зоран Заев, ќе го нареди. Да почнем од почеток, зошто е тоа така и зошто се такви работите какви што се во судството во Република Македонија. Со доаѓањето на СДСМ на власт се ветуваше ветинг, се ветуваше прочистување на судството, се ветуваше модернизација, се ветуваше европеизација и тој процес започна, замислете, со формирање на едно тело за реформи во правосудството, на кој што координатор беше Зоран Заев, човек кој што беше аболициран за криминал од 8 милиони евра за предметот Глобал, човек кој што неговата омилена судивка Кацарска го спаси и го помилува и го премолчи од одговорност за предметот рекет. Точно слушнавме како еден од главните осомничени тога сега осудени кажа каде завршија парите од рекетот, што го спаси од предметот пуч и што го спаси од предметот подкуп, односно на оној популарен 1 евро за висето, 1 евро за црквата. Тој човек беше координатор за реформи во правосудството, а во истото тело членуваше министерот за правда. А да ве подсетам дека сите меѓународни извештаи, па и Стејт департментот во ланскиот извештај ни нотираше дека во судството има политичко влијание. Па како, дами и господа, да нема политичко влијание кога реформи во правосудството треба да прави министер кој што е највисоко во извршната власт и треба да прави и да го координира тоа човек кој што е аболициран за криминал и кој што треба да се спаси од уште 10 други криминали за кои што треба да одговара. Па затоа, дами и господа, имаме 8% доверба во судството, односно 92% недоверба во судството. И после ваквиот избор на уставни судии и после ваквото утврдување на уставни судии, незаконско и нелегитимно, на Комисијата за избори и именувања, овој процент на доверба можеби ќе биде и со статистичка грешка во мили проценти. Вчера напоменав, зборувавме за првиот кандидат, но повторно ќе споменам како течеше работата на Комисијата за избори и именувања. Најнапред не ја свикувавте, затоа што го немавте мнозинството откако Костадин Костадинов стана градоначалник на Струмица, откако нелегално и нетранспарентно, спротивно на деловникот, го изменавте мнозинството во комисијата, после неколку месеци вие свикавте комисија за да се избере председател. А сега тука нас да обвинувате дека сакаме да предизвикаме уставна криза. Не, дами и господа, секој пратеник согласно уставот ги застапува граѓаните, одлучува согласно своето собствено уверување. Ама вас, пратениците од власта, ви сметаше тоа? Вие не сакавте пратеникот да одлучува согласно своето собствено уверување. Вие сте научени тука да дигате рака согласно она што ви го сервира деспотот Зоран Заев и Централниот комитет на СДСМ. Да се вратам на джелот од Кацарска, кој што го спаси Зоран Заев од неколку судски пресуди од одговорност, нели верниот послушник на власта, она кој што ги осуди уставобранителите на 200 години затвор,
кој што ги осуди македонските патриоти за дело за кое што не постои, за дело за кое што го измислија, се со цел да извршите насилна промена на уставното име на Република Македонија, се со цел да ја заплашите опозицијата, се со цел да ја угасите онаа критична маса, се додека ги вршите вашите национални предавства и додека ја оплячкувате државата. Ја поставивте Кацарска, ја наградивте за претседател на Уставен суд, продолживте со трас пресуди, а еве сега гледаме и од овие два кандидати дека продолжувате со тотална партизација на истиот. На Комисијата за избори и именувања, додека траеше дискусијата за предлозите, ниеден од членовите и замениците на Комисијата на власта не присуствуваше да ги слушне аргументите и да гласа онака како што мисли врз основа на биографиите на кандидатите. Тука имаме далеку подобри професионалци кои што напишале десеттици, стотици научни трудови, кои што се професори и експерти во својата област. А вие тука предлагате, еве денеска на дневен ред, Татјана Васич Бојаджиева, која што како државен советник во Министерството за здравство и Министерството за правда се јавува како повереник на контроверзни закони поврзани со криминал, како што е Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци, преку кој требаше да се легализира марихуаната за потребите на Заев, односно за приватни интереси и бизнеси и други закони од здравството и правдата. И сега за сликата да биде комплетна, го имаме претседателот на Уставен суд кој што го спаси Зоран Заев од неколку кривични дела кои што ги има извршено. Сега треба да го ставиме човекот и кој што се грижал за неговите бизнеси да течат нели течно, за целата слика да биде онака како што еден човек кажува. Знаете како велат, секоја држава си има своја мафија, ама овде очигледно мафијата има своја држава, а главен поглавар на таа мафија е Зоран Заев. И никој нема да ме убеди дека тоа не е така и дека се уште тој не ги влече конците. Можеби Димитар Ковачевски, кога ја држеше пресконференцијата пред една недела, можеби имал искрени намери да испрати тука некој предлог закон за мерки. Но приоритетот на Зоран Заев е друг. Сада сама, јасно им на врапците, дека сада сама паѓа од власт. Дека утре ден ќе треба да се одговара, дека утре ден ќе треба Уставен суд кој што ќе треба да кочи закони, ќе треба да кочи одлуки, ќе треба да послушни суди, кои што ќе треба повторно да го вадат од затвор и повторно да го вадат од одговорност. Дами и господа, сите кои што направиле прекршок, утре ден на Зоран Заев нема да му биде гајле, како и низ ова незаконски избор на уставни суди и прекршување на процедурата кој што се направи на Комисијата за избори и именувања. Него ќе му биде гајле само да си го спаси сопствениот грб. И тој и неговата криминална банда околу него најверна да не лежи во затвор и неговите извршители. Криминалот, корупцијата и непотизмот остануваат главна одлика, ваша за жал, на владеачкото мнозинство, зашто народот ви пресуди на претходните избори, а богами и на наредните ќе ви испрати во историјата нешто како што му се случи и на Пасок во соседна Грција и на многу други партии. Нема да должам многу. Нажалост ќе повторам како што и почнав, се надевав дека тука ќе дискутираме од она што е од интерес на граѓаните за мерки и предлози како да им се подобри животот, како да се спасат од ценовниот шок, а не да го партизираме и она малку што остана непартизирано во нашата Република Македонија. Благодарам.